Минатата година во државата се регистрирани над 800 сообраќајни незгоди во кои учествувале пешаци. Од нив 22 лица го загубиле животот, 191 се здобиле со тешки телесни повреди, а речиси 600 со полесни повреди. Со цел подигање на свеста кај сите учесници во сообраќајот, а посебно кај пешаците, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во соработка со Министерството за внатрешни работи, започна кампања за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Целта на ваквата кампања е да укажеме на сите учесници во сообраќајот, особено пешаците, како најмасовна и најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, и возачите да се придржуваат кон обврските кон пешаците, се со цел да имаме поголема безбедност во сообраќајот на патиштата. Статистиката покажува дека една од најранливите категории се повозрастните граѓани. Лани од 22 загинати, 15 биле на возраст над 65 години. Ова беше аларм на Републичкиот совет и Министерството за внатрешни работи да покренеме во рамките на неделата на пешаците да одржиме превентивно едукативни предавања со оваа популација на граѓани како најзагрозени учесници во сообраќајот, да скренеме внимание, да ги почитуваат правилата и прописите, се со цел да не се случуваат несакани последици, а тоа се сообраќајни незгоди со загинати лица. Невниманието и претрчувањето преку коловоз се најчестите причини поради кои пешаците се изложени на ризик од повреди. Превентивно-едукативните активности се реализираат во сите градови во државата во рамки на неделата на пешаците. Предходно, покрај активностите за повозрастните, Републичкиот совет реализираше превентивни активности со цел едукација на најмладите. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.